Почитувана колешка, господја Пивец, министарка за земјоделство, шумарство и прехрана на Република Словенија, почитуван амбасадор, Ваша екселенција, професор доктор Милан Јазбец, почитуван конзул, почитуван председател на Совет на општина Охрид, почитуван директор, почитувани представници на училиштето, професори, наставници, ученици. Особено ми е драго што денеска заеднички со Словенечкото Министерство за земјоделство, шумарство и прехрана и со амбасадата на Република Словенија во Република Северна Македонија ќе имаме можност токму на најмладите да им ја објасниме важноста на пчелите не само за животната средина, туку за исхраната и здравието. Накратко, денеска сигурно дека ќе се запознаеме со низа факти кои што се однесуваат на пчелите. Кога размислуваме за земјоделство, мислиме на сите култури, на сите трактори, на сите овошја, на целокупната храна што се произведува. Но сето тоа било невозможно доколку не постојат токму пчелите, кои што се и најголемите и најважни опрашувачи во светот. Медоносните пчели имат големо биолошко значење. Ги опрашуваат фуражните, индустријските и овошните култури и даваат непроценлив придонес во екосистемите во светот. Семињата и овошјето, кои што ќе ги изедат птиците и малите цицачи, се дел од растенијата кои што се опрашани од страна на пчелите, што ги прави чувари на синџирот на исхраната и на биодиверзитетот на нашиот вид. Од друга страна, пчелните производи како што е медот, прополисот, матичниот млеч, поленот, изобилуваат со многу витамини кои што се неопходни, особено за најмладите во текот на својот развој. Пчеларството како гранка во нашето земјоделство има долга традиција во нашата земја. А историските докази укажуваат дека производството на мед датира уште од антички времиња, кога првично се користеле дупките во карпите за да се втомат пчелните семејства. Оваа техника се употребува и ден денес од страна на неколку пчелари во нашата земја. Денес бројот на пчелните семејства е околу 90.000. Како држава горди сме на нашиот автохтонен вид, на автохтониот род на пчели. Неодамнешните студии покажуваат дека нашата македонска пчела преживува значително подолго од нововодените видови во нашиот регион, без третмани, без било какви третмани. Затоа владата на Република Северна Македонија, преку Министерството кое што е надлежно, презема низа на мерки и политики за заштита на пчелите и развојот на оваа значајна гранка. Минатата година ја потпишавме декларацијата со која што се обврзуваме на сите овие цели, но и на подигање на јавната свест за улогата на пчелите и другите опрашувачи во зголемувањето на приходите во земјоделството, но и во зачувувањето на здравата животна средина. За на крај да не должиме многу, се надевам дека денеска многу корисни информации за значењето на пчелите ќе слушнеме тука и ќе споделуваме. Зашто ние треба да сториме се што е во наша моќ за да ги прифатиме и поддржуваме пчелните семејства, но и на луѓето во нашите земји кои што се грижат токму за нив. Ваквата лекција треба да ја научиме од најмали носи и да ја кажуваме на сите околу нас. Одговорното однесување кон природата и сите позитивни промени почнуваат токму од најмладите генерации. Денеска тука од Охрид само ќе го најавам и одржувањето на меѓународниот ден на пчелата, кој што ќе го направиме во Скопје на улица Македонија на 20 мај понеделник, заради тоа што се обврзавме минатата година во Словенија на првата прослава, односно на воведувањето на овој меѓународен Ден на пчелата и во Обединетите нации, зашто најзаслужни се токму Република Словенија, нивната влада и ангажманот кој што го покажа во претходните години, да успееме да заеднички се прогласи токму 20 мај за меѓународниот ден на пчелата. Нашата земја, Република Северна Македонија, ја потпиша таа декларација, се обврзавме на тие цели и затоа се овие токму интензивни наши активности во делот на промовирањето, подигањето на јавната свест токму за значењето на пчелата. Благодарам на сите на вниманието.